Украина, кога Русија нападна Украина, исто така имаше поголеми и помали осцилации и движење на светските пазари. Типично секогаш кога се појавува некоја криза или геополитички конфликт, војна, обично берзите во рок од 1 месец има голема волатилност и се случуваат падови. Но меѓутоа после месец, месец и пол до 2, после се случува закрепнување. Обично трендот така бил, така беше и во случајот со Украина Русија, така беше и во овој случај. Откога се случи војната, се случи до 10% пад на берзите, па после се вративме на нови рекорди. Јас и кај вас на емисија која бев на почетокот на годината кажав дека очекувам волатилна година, кажав дека ќе има и падови, но ќе има и нови рекорди. Сите овие ситуации ќе имаат големи силни реперкусии на пред се на економијата, па после и на пазарите. Моето очекување од сето ова што се случува, ако продолжи да биде теснецот, Хормузскиот теснец затворен, барем уште 1 месец, мислам дека сосема известно дека ќе имаме една вид на стагфлација. И таа стагфлација може да повлече и да тригира краш на финансиските пазари. И може да се случи од Јапонија, што многу луѓе сега не го гледаат, го немаат фокусот тука, затоа што економијата на Јапонија 90% нафтата што ја зема токму од тука. Од Хормузскиот теснец поминува нивното снабдување на нафта. Тоа значи повисока инфлација. Кога ќе дојде до повисока инфлација, во тој случај може да се случи јапонската carry trade, тоа значи да ги ликвидираат своите финансиски средства, своите позиции на америчките пазари и другите, и за да ги повлечат назад во јен. Тоа може да биде исто тригерот и исто така репо маркетите и секако приватните кредити се голем ризик за краш.